дека ќе се игра надпреварното отворено, дека двете екипи има што да покажат. Мислам дека ние сме во сигурна зона, победа мислам дека е годинава завршена работа, дека е обстаната во втора лига. Гледам дека почнува нешто се средуваат работите во Прилеп, но тоа тек може и наредна година, не знам како му е планот. А за утакмицата мислам дека ќе се биде коректна, дека ќе се игра, па подобриот да победи. Ние одиме на победа, мислам и тие дека растеретени, дека ќе дојде и дека ќе има добра утакмица. А за ова дека за 3 дена после Ѓорѓи Јовановски кој го чуваше голот на Осогово Прилепчанец, сега пак Прилепчанец на голот на Скопје, значи нас против победа. Да, тоа доволно кажува дека Прилеп има врвни голмани и дека само еден може да брани во победа и тоа е. Другите се раштркани по други екипи, али тоа е дека Прилеп има квалитет. И како голмани, и како играчи заслужува да има добра екипа. Есеновска, да подсетиме, беше 2:0 за Скопје овде во Прилеп против победа. Дали ова значи дека Скопје е фаворит и утре? Нормално, на хартија и на табела е фаворит Скопје и плюс имаме и домашен терен. Во Македонска лига има голема предност, макар тоа не значи ние во Прилеп беше тешка утакмицата, но на крајот со 2 гола победивме 0-2. Мислам дека моментално имаме подобра екипа, али сепак е фудбал, во саботата игравме гости со конкурент за влез за прва лига со Башкими, но не успеа да не победи, така да секоја утакмица во втора лига е рамноправна. Така да ја мислам дека ќе биде добро интересна утре утакмица. Да, Александар, вие сте одамна излезени од Прилеп. Повеќе имате настапувано во другите градови, претежно во Скопје во последно време. Да. Отколку во Прилеп, јас паметам дека тоа беше во 11 октомври последен пат. Да, последен пат играв 2010 во 11 октомври. 15 години помина. 15 години, ја мислам дека може сум единствен фудбалер од Прилеп што не заиграл за победа. Во кариера што единствен прилепчен што го нема облечен адреса од победа. Плет на околности, не покупува некои работи, али ете, и тоа се случува. А еднаш имавте шанса, ми се чини се договаравте, а не се договоривте? Па да, не знам пред колку години, беше пред 7-8 години тоаш победа ко облегуваше и мислам дека избори влезе во прва лига. Бев на припреми, али имаше некој недоразбирање и не успеавме да се договориме за прв пат да облечем адреса, али тоа е тоа. Како голман мислам дека сте во зенитот на кариерата, по основа долго време, дали може сепак да се случи да се вратите еднаш и во Прилеп пак, да речеме и во победа? Па, тоа не знам. Или тешко е? Многу е тешко, веќе и нови генерации, да јас сум искусен голман, али не знам. Не знам како што стојат работите во Прилеп, тешко. А како вие во Скопје, во клубов? Па, моментално... Таму и Љупчо Марковски, главен шеф на стручниот штаб? Да, Љупчо Марковски, Калце, главен на стручниот штаб, повеќе од 20 кусур години во клубот. Ситуацијата е моментално одлична. Средено е, професионално се тренира, финансиски е средено, така да моментално Скопје е добар клуб, моментално, да. И до вас сигурно допре овие информации, пред малку кажавте за реформиве во победа? Па се гледа, и на сите портали има за нова управа. Кој колку ќе вложи, имаше и други обиди, али се зависи како ќе се постава работите, дали управа да сака стварно да ја врати победа кај си местото, финансиски колку се моćни, стабилни, колку сака да се вложи во спорто, али Прилеп како град заслужува, како најфудбалски град заслужува да има. Со самото што и младиве пред неколку години играа Лига на шампиони и освоија првенство во Македонија, со тоа ти кажува дека има Прилеп квалитет и на млади играчи. Сега единствено што тие после сега бараат среќата на место во собствениот клуб, мора да напушта.
И уште ваше мислење за оваа статистика, често пати ја спомнуваме во победа пролетва само 5 постигнати гола, меѓутоа уште помалку примери, 4 примери гола цела пролет до сега. Гледам резултатите, немам многу време за да ги гледам утакмиците, али се гледа дека тврди утакмици игра победа, сега дали има тука играчите, тренерите, има добар голман на голот, Николовски, перспективен голман. Има нешто, дали е добро поставена играта, како шо, али сите тврди утакмици, дали 0-0, еден гол ја решава утакмицата, млади се, така да статистиката е за да се коментира. Сега кој како ја коментира, како ја чита, како ја гледа, тоа е друга перспектива. Значи, ако ја земе предвид, тогаш и утре може еден гол да го реши мечот. Скопје победа. Тоа никош не може да го знаеш, и на некои најтврди утакмици може да падна и многу голови, на некои ќе се очекуваш многу голови, може да не падна. Фудбал е, македонска лига е, така да добар терен, добри услови, добро време. Мислам двете растаретени екипи, мислам дека ќе има добар фудбал.